На лицемерието во СДСМ му нема крај. СДСМ не сака зголемување на платите на просветните работници, туку само груба партизација на образованието. Насилничкото и шверцерско носење на законот со кој се предвидува укинување на механизмите за контрола на квалитетот во образованието е доказ дека СДСМ планира вработување на наставници и професори на неопределено без положен приправнички испит, односно вработување според партиска припадност. Токму ова е причината поради која што СДСМ и нејзините пратеници подолго време креираат тензии и самоволие овде во собранието и упорно по секоја цена го туркаат законот кој ќе значи вдомување на партиски кадри на СДСМ наместо искрена грижа за просветните работници. Фатени во лагата и намерата за партизација во образованието, пратениците од владачкото мнозинство стануваат се понервозни и поупорни во бранењето на овој штетен закон. Едноставно бранат што не може да се одбрани. Кристално јасно е дека со овој закон платите на просветните работници нема да се зголемат. Тоа го знаат тие, но и целата македонска јавност. За заштита на правата на сите вработени и просветните работници, ние како пратеници од ВМРО ДПМН и коалицијата поднесовме амандман со што се предвидуваше износот на коефициентите и вредноста на бодот на колективните договори на сите нивоа и во сите области да се усогласи со порастот на минималната плата. Ова е вистинското решение кое ќе значи вистинско зголемување на платите. Ова е решение на проблемот на просветните работници. Доколку на СДСМ и нејзините пратеници им беше грижа за просветните работници и сакаа зголемување на платите, без размислување ќе го прифатеа амандманот на ВМРО ДПМН и коалицијата, со кој што ќе имаше скалесто покачување на платите и основната вредност на најнискиот коефициент и бод ќе се изедначеше со износот на минималната плата. Прифаќајќи го нашиот амандман, СДСМ на дело ќе покажеше дека нема задни намери и дека работи за доброто на просветните работници. Но, како и секогаш, пратениците од СДСМ одлучија слепо да ја штитат партиската агенда и жестоко да го бранат овој штетен закон за просветните работници. Сепак од оваа говорница, ние како пратеници на ВМРО ДПМН и коалицијата јасно и гласно упатуваме порака до владеачкото мнозинство дека нема да дозволиме носење на овој штетен и шверцерски закон со кој уште повеќе се уништува и онака веќе уништениот образовен процес во Република Македонија. Ви благодарам. Повелете. Ве приметувам, благодарам на прашањата, ве приметувам дека сте скоро сите истите новинари кои постојано ја следите нашата работа од собранието. Да ве вратам назад. На 5 февруари минатата година ние имавме јавна расправа за новата предлог концепција во основното образование. Од истата јавна расправа не се изгласани заклучоци кои по норматив треба да се изгласаат и потоа да се проследат. Почитувани, многу ситуации сме имале овде
во собранието, каде за жал простор за договор, разговор нема од страна на владеачкото мнозинство. Во претходната недела, ние овде на пресконференција, верувам дека се сеќавате, излеговме кога го поднесовме тој наш предлог закон за наставници и стручни соработници, каде јасно овде од пресконференција кажавме дека го вадиме делот кој всушност тие се повикуваат дека е потребен за зголемување на платите, но искрено ќе ви кажам дека таму во тој дел постои само систематизација, која е многу слична во претходната. Значи, тоа не е пречка да се зголемат платите на наставниците. Платите на наставниците и воопшто работените во образованието и е доволно само да се подпише нов колективен договор во крајна рамка и нова спогодба помеѓу синдикатот и Министерството за образование и наука. Значи, ние овде во собранието не спречуваме покачување на плати. Да, подготвени сме секогаш ВМРО ДПМН е поддава рака за соработка, но таа подадена рака за соработка на Социјалдемократскиот сојуз и партијата ДУИ, за жал, досега никогаш не била испочитувана. Секогаш е сето тоа маргинализирано, секогаш е тоа навредувано и не во пракса испочитувано, за жал.